Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на дебатната емисија Клик Плюс. Собранието се распушти, ама изборните рокови се уште не почнале да течат. Опозицијата најави дека нема да учествува како што вели на лажни избори. Дали овие предвремени избори без опозиција ќе бидат легитимни или ќе има нови пазарења и нов датум за избори? Дали истите ќе значат крај на кризата во Македонија? Каква е улогата на меѓународната заедница и дали политичкиот договор од Пржино може да биде над законите? И дали ќе има избори на 5 јуни или не и што ќе смени тоа во секојдневниот живот на обичните луѓе? Ова се само дел од прашањата на кои вечерва ќе дебатират моите гости Љупчо Палевски. Добро вечер, господине Палевски. Од мојата десна страна исто така добро вечер и за вас, господине Јове Кекеновски. Добро вечер, добро најдов. Господинот Филип Јаневиќ, портпарол на Либерал-демократската партија, добро вечер и за вас. Добро вечер за вас и за вашите гледачи. И господинот Александар Пандов, политички аналитичар, добро вечер и добре дојдовте и за вас. Ви благодарам на сите што ја прифативте нашата покана. Да одиме со ред, лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев повика на широк фронт денеска на пресконференција, како што рече тој против Груевски. Побара да му се приклучат сите невладини организации, интелектуалци, граѓани и така натаму, синдикатите, новинарските здруженија, како што рече тој со оглед на ситуацијата и улицата дури нема да им бега доколку продолжи ваквото владење на Груевски, како што вели барем Заев. Од друга страна, Груевски кажа дека доста е веќе 2 години Македонија да живее во криза и дека ова е право време за избори. Дуи велат дека треба да се оди на избори, а ДП е нешто по дипломатски расположена, Тачи вели дека треба да се исполнат условите за кредибилни избори, меѓутоа не прецизира што значи тоа. Па еве да почнеме, господине Јаневиќ, повелете, дали треба да се оди на избори и зошто, ако треба или не? Ајде вака, да бидеме искрени на самиот почеток. Груевски никогаш од почетокот на имплементација на договорот од Пржино никогаш немаше намера да го спроведе до крај. Во правото има една правна изрека мала фиде, кога се влага во некој договор со лоша намера, со лоша помисла. Евидентно е дека во целава оваа работа Груевски влезе со намера да не се реализира договорот од Пржино. Значи се буткаа роковите до крајни граници, се со цел некако да се стигне до датумот за избори и тогаш да се од сите датуми во Пржинскиот договор да се држиме само за датумот за избори. Очигледно е дека опозицијата нема намера да учествува на уште едни вакви избори. Веќе денеска Заев го најави и првиот чекор, а тоа е обединување на сите на општеството во еден фронт, кој што ќе настапи против Груевски. Во ситуација каде што имаме медиуми, каде што имаме непрочистен избирачки список, не гледам на вистина никаква логика зошто би оделе на избори. Еве да ви дадам еден пример. Погледнете вчера. Директорот на Државната комисија за спречување на корупција вчера излегува и вели, па добро, што е ова сега галамава околу имотниот лист на Груевски околу анкетниот лист. Видете, таа институција е формирана токму за таа работа. Да бидат јавни парите на функционерите. Тоа е исто како во бурекчилница продавачките да се крстат зошто некој им влегол да купи бурек. И тука е проблемот кога вие немате она што опозицијата со години наназад го зборува. Нема одвојување на владата, на партијата од власта. И партијата од државата. Фала Пандов. И меѓутоа сметам дека иако говоревме ова со години, ќе напоменам уште еднаш и повторувам, Груевски воопшто никогаш немаше намера и добра волја да го спроведе договорот од Пржино. Господин Јаневиќ, дозволете ми да забележам кога зборуваме за конзистентност во политика или во водење на политика, зачудувачка беше изјавата пред неколку дена на трибината што организира се цивил на вашата партија. Вие рековте дека 5 јуни треба да биде датумот за изборите, меѓутоа синоќа видовме вашиот претседател Милевски застана зад господинот Заев и вели нема да одиме на избори. Што точно, дали се премислувате, дали се премисливте, можеби што се случи во тие 2-3 дена? Вака се, ако ги гледате провладените медиуми, ќе видите дека имаме веќе анализа колку пратеници ЛДП би освоело ако би одело сами. Денеска излегува со бројка од 15 пратеници, иако ги помешаа малку претседателите, меѓутоа во ред веќе имаме ние и анализа. Вака, изјавата на претседателот Милевски беше во насока дека е потребно прво да се исполнат условите за да имаме фер и демократски избори. Да не се брка датумот, туку да ги бркаме критериумите за да одиме на фер и кредибилни избори. И тоа беше таа изјава. Нема никакви дилеми, никакви предумислувања. Дури ако сакате, на последниот извршен одбор на ЛДП,
се отвори дебата дали доколку СДСМ би прифатил да оди на избори, дали ЛДП да ги бойкотира или да учествува на тие избори. Значи апсолутно тука ЛДП е конзистентна и нема збрза тоа. Така, воред господине Пандов, дали треба да се оди на избори, да или не и зошто? Па не е прашањето, сега јас колку да ве коригирам. Јас не го доживувам дали треба или не треба. Избори на 5 јуни ќе има. Собранието е распуштено. Треба да бидат распишани на 15 април. Денес председателот Трајко Славевски тоа го Велјановски. Трајко Велјановски го објави дека 15 април. Зошто? Затоа што пак вчера ја слушнавме Државната изборна комисија дека теренската проверка на спорните гласачи е завршена, дека има техничка работа која што треба да се внесат компјутерски останат дел на спорни избирачи за кои што ќе им требаат уште неколку дена. Сега, прашањето кој ќе оди на избори, дали ќе оди опозицијата или нема да оди, јас не би ја генерализирал. Значи, под опозициони партии во Македонија се декларираат можеби 2-30 партии и предпоставувам дека никој, ама баш никој во Македонија, иако е најголема СДСМ, ама не ја идентификува само СДСМ како опозиција. Сега, тоа е второ прашање, колку пак и останатите партии се спремни. Не можам да не забележам дали имало обструкции или немало обструкции. Според мене, нешто немало обструкции, туку се гледало сите рокови да се запазат. Обструкции постоело само од една страна, тоа е од Зоран Заев и од СДСМ, поради едната и единствена причина, а тоа е да рейтингот кој што го има Заев е на ниво на статистичка грешка, а од друга страна и неговата партија има дупло помал рейтинг, ако не и повеќе, од ВМРО. Нормално е. Они очекуваат дека нивниот рейтинг со помош на бомби, со помош на сите гужви кои што ги направи и циркуси во Република Македонија минатата година и оваа, дека нивниот рейтинг им порасне, дека можат да дојдат до власт без програма, без луѓе, без идеи. Таа тактика остана таква каква што е. Конечно во овој прв дел да завршам, и ЛДП вклучувајќи, иако тука имаат портпарол, и кај вас е забуната, тоа е кај мене, кај секој еден гледач, кај секој еден граѓанин, кај секој еден потенцијален гласач, а тоа е да не само ЛДП, туку и СДСМ мислам дека Зоран Заев пред 3-4 дена имаше изјава дека се они подготвени, дека они излегуваат на 5 јуни на гласање. Вчера слушнавме друга изјава. Тоа е кај него нормална работа, неретко во изден ги менувал изјавите, така што и оваа изјава не е и вчерашната пресконференција остана конфузен до крај, па има се уште време. Гледам, не се повлечени луѓето од Државна изборна комисија. Оние на бедна финта која што се обидува вчера да ја направат со министрите, да појасниме на гласачите што им беше идејата. Као поднесуваат оставка, но секој функционер кој што е така избран останува на истата функција додека нема некој друг избран. Свесни дека се распуштува собранието, дека нема да бидат нови избрани, дека они доблесни, па затоа поднеле оставки. Гледаме дека и тие ништо не прават околу тоа. Конечно, одлуката ЛДП и сите останати опозициони партии, вклучувајќи и СДСМ, не зависи нити од Зоран Заев, нити од председателот на ЛДП, нити било која друга политичка опозициона партија. Тоа зависи од изјавата на господинот Джес Бејли и на господинот Аиво Орав како гаранти на Пржинскиот договор. Јас нив двајца ги спомнувам, затоа што тие луѓе се сакале или не сакале се вмешаат длабоко во оваа политичка криза која што е минатата година, и они како гаранти стојат подпишани на тоа дека на 5 јуни ќе се излезе на избори. Неиздегувањето на опозиција на избори, тоа е минус и за тие двајца политичари и за тие две институции, а тоа е да подсетиме амбасадата која што е репрезент на Соединетите Американски држави и Европската унија. Ќе разговараме малку подоцна на таа тема. Господине Кекеновски, дали треба да се одржат избори на 5 јуни или не и зошто? Па сигурно дека во една ваква ситуација каква што е моменталната, која што мислам дека ми е позната на најголем дел од граѓаните на Република Македонија,
одржување на веродостојни, кредибилни избори, како што сакаат, фер, демократски избори, не можат да бидат одржани. Меѓутоа, за да дојдам до оваа моја констатација, ќе ми дозволите само една кратка елаборација. Значи, би сакал да подсетам дека прво договорот од Пржино требаше да биде последен обид каде што ќе се направи, односно ќе се последен обид да се направи политичко отрезнување на главните политички актери во Република Македонија, се со цел да се покаже храброст, да се покаже доблест, да се преземе одговорноста за сите досегашни постапки на сите тие главни политички актери, се со цел да се обидеме да го редефинираме овој деформиран политички, економски и уставен систем и на некој начин да дојдеме до едни продуктивни системски решенија, да завладее демократијата, да департизираме државата и да живееме во едно современо и демократско општество кое што сите го посакуваме, согласно нашите определби за членство во Европската Унија, меѓутоа и за членство во Северноатлантската алијанса, односно НАТО пактот. Меѓутоа се покажа дека договорот од Пржино послужи како еден модел како не треба да се однесуваат политичките лидери, како тие јавно покажаа како не водат сметка, не водат грижа за своите граѓани, туку едноставно повеќе водат сметка за своите партиски, теснопартиски интереси, меѓутоа и тука ги надоврзувам и личните интереси. И тој послужи како еден модел за едно бесплодно, би рекол, нечовечко, неморално политичко тактизирање, се со цел некој да си ја спаси, а тоа некој е партиите на власт, да си ја спаси својата кожа или би бил малку поширок, би рекол, својата политичка предвидлива иднина. Зошто не може да се? Заради тоа, зошто не би требало да се спроведат избори? Заради тоа што договорот од Пржино, слушаме и Европската Унија, меѓутоа и ние следиме дека има извесен напредок. Не можеме да негираме дека нема застива овие години, за оваа година нели колку што е, меѓутоа е далеку од посакуваното. Значи ние не успеавме да воспоставиме со имплементација на договорот една минимална демократска консолидација. Не успеавме да ја департизираме државата. Или би рекол, не успеавме да ги демонополизираме политичките партии. Не успеавме да воспоставиме регулатива, да ги регулираме медиумите, да не ни се случува оваа валкања, прљава кампања, да не ни се случува онаа измамничка реторика, оние манипулации кои што ги гледаме постојано, се со цел да се сокрие вистината. Не успеавме да ги департизираме, да го департизираме судството. Значи и понатаму ние сме сведоци што се случува со судството и со обвинителството, се со цел правдата да не излезе на површина. И од друга страна не дозволуваме со распишувањето на избори, кога немате услови, кога немате докрај прочистен избирачки список, кога немате исполнети други услови, не дозволувате да дојде до израз слободната волја на граѓаните, заради тоа што се граѓаните тие кои што треба да го казнат секој оној политички актер кој што учествувал во деформирањето на целокупниот политички систем, во уништувањето на внатрепартиската демократија и до доведување на Република Македонија до ова да реч. Господине Палевски, истото прашање за вас. Не смеат да се одржат изборите, не треба да одат, не смеат, затоа што избирачкиот список е основа на административна основа врз која се изведуваат тие избори. Господинот Пандов претрча околу избирачкиот список, професорот него дообјасни, ја би сакал да го дообјаснам. Точно. Се работи, значи, за ни приближно среден избирачки список. Значи, во делот на теренската проверка едвам 40% се само проверени. Во делот на административните проверки спорни, не велам фантоми, туку некакви спорни гласачи, не е ни 30%. МВР не ја заврши ни 30% работата. И она што ја покажува целата стратегија на Никола Груевски е следното, што во ваква реализација на обврската од Пржино околу прочистување на списокот, влечкањето на нозете, купувањето на времето резултираше со експресно распуштање на парламентот. Тоа е клучот затоа што бришењето на евентуалните спорни гласачи, доколку се оди еден по еден, значи бришење или решавање на такви спорни гласачи, а не се оди со закон, ќе треба многу време. Шансата со закон... Што ви темелите овие тврдења, господине Палевски? Значи, за да избришете, да кажеме, 10.000 се спорни
за да ги избришете во еден краток кус временски период, морате тоа да го направите со закон, за да добиете време и да добиете легитимитет за тој список кој е многу важен. Со распуштање на парламентот, како ќе донесеме нов закон, согласно пржино и согласно ваквиот список, прочистен, проверен на терен, доколку го нема парламентот. Целиот трик на Груевски е токму тоа, експресно, брзо распуштање на парламентот, а претходно влечкање, купување време во реализација на обврската и чистење на списокот. Дополнително стануваат уште стотина илјади гласови кои самото крос-чекинг, проверките кои ги правеа компјутерите, тоа не велам дека се фантоми, тоа се луѓе кои се и регуларно иселени од Република Македонија, меѓутоа не е проверено дали некој во нивно име гласал или можеби сами луѓето си дошле, си гласале граѓаните, најуредно. Тоа не се провери за да нема шпекулации. Значи, еве, не велам дека тие 120.000 што се иселени од Република Македонија се фантоми. Воопшто не се, меѓутоа не сме провериле дали на минатите избори некој ги злоупотребил нив или не, за да ние сите расчистиме дали има таму злоупотреба или нема. Ваквото однесување на Груевски и распуштањето на парламентот, трикот е едноставен. Овој список веќе не може да се реши. Дозволете, има закон, партиите во собранието закон за избори изгласа. Добро, и опозицијата и вас ве прашувам врз основа на што го темели тоа тврдење. Значи, доколку има и 3 и 5 гласови кои се евидентирани како непостоечки, погрешни, лоши, фантомски, тие морат да се избришат, се бришат со некако факт. Доколку е во администрацијата, во матичната служба, тоа го прави Министерството за внатрешни работи. Тоа се поединечни акти за секој спорен глас. Единствено тоа можеше да се направи експресно брзо во овие 2 недели, доколку со закон се регулираа сите тие спорни, какви да се, не сакам да ги наречувам фантомски. Туку спорни, да ги кажеме, гласови кои произлегуваат како спор од процесирањето и вкрстувањето на базите на податоци. Така, може да се повелете. Значи вака, кога говориме за избирачкиот список, работата, досегашна работа на Државната изборна комисија јасно покажа дека досега не постоел еден функционален систем на кој што ќе се врши ажурирање на избирачите во избирачкиот список, односно начинот на кој што се води и ќе се прочистува таа база на податоци. Од друга страна, ДИК мислам многу храбро, многу рискантно појде во една акција на теренско и административно прочистување на избирачкиот список. Чинам дека беа некаде, поготово во теренското преиспитување на тој избирачки список, околу 550 анкетари и требаше да се проверат некаде околу 87.000. 86.000. Добро, не е ни битно тоа. Мислам дека за многу кратко време си дадоа преголема задача, преголема улога и од она што денеска, ако е точно што го слушавме од медиумите, видовме дека тие наишле на голем број, односно на илјадници затворени врати каде што не успеале да спроведат докрај таа теренска анкета. Понатаму исто така, кога говориме за бришање на избирачите од избирачкиот список, мораме да знаеме дека постојната законска регулатива налага еден подолготраен процес. Значи, некаде тој се движи минимум 20 дена, па дури доколку има жалби, доколку има спорови пред управниот суд, може да биде до година дена, вклучувајќи ја и она време кое што е потребно на Министерството за внатрешни работи, за да направи таа теренска и административна проверка. Значи, не е само законот... Значи, не е само тука законот за лична карта што треба да се смени. Туку пакет на закони. Тоа е законот за општа управна постапка, законот за управни спорови, законот за престојувалиште и живеалиште. Во оваа ситуација, кога го имате распуштен парламентот, кога е распуштен, нема кој да ги промени овие закони и таа постапка ќе трае долго време. Од друга страна, ние долго време говориме дека изборните единици не ни се рамноправно распределени бројот на избирачи. Ако го прегледате само имаше промена, професоре, на изборниот закон. Јас ви кажувам последната промена, согласно последните податоци кои што ги имаме за односно предвремените парламентарни избори. Направена е еден дел промената, меѓутоа разликата е уште. Значи, погледајте во извештајот на Државната изборна комисија за последните парламентарни избори 2014 година, ќе видите дека разликата
кај втората и кај шестата е изборна единица во однос на другите е од 20 до 26.000 гласа. Значи, изборната единица број 2 некаде има некаде 306.000 и нешто, а додека изборната единица 6 има 304, скоро 305.000. Во однос на другите кои што се некаде помеѓу 280 и 280. Значи, сега пак повторно немате кој треба да ги прекрои тие граници, односно да донесе закон. Од друга страна исто така, бидејќи видовме, немаме парламент. Сега и третиот проблем е само во ова ситуација ќе кажам. Третиот проблем е што вие имате распуштен парламент во моментов, немате распишани избори. Еве слушаме ќе ги распишеле, тоа го дозволува, нели? И деловникот, законите го дозволуваат на 15-ти. Меѓутоа, во законите постои еден период од 10 дена кога Државната изборна комисија во соработка, чинам дека е со Заводот за статистика, треба да направи избирачки список кој што треба да го стави на увид. Меѓутоа, пред да го стави на увид, таа треба да ги исчисти сите спорни бирачи. Гледаме дека не се само тие 120, односно 107. Тие, значи, можеби поголем дел од нив го изгубил својот статус на граѓанин, на државјанин на Република Македонија со отпуск на државјанство. Од друга страна имате луѓе кои што веќе не се живи. 138 се кои се иселени од држава. Така да во тој сегмент ќе се најдеме во една ситуација каде што теоретски вие не можете да направите прочитен избирачки список. Сето друго е само манипулација, само лажење на граѓаните, се со цел да се направат брзи избори, да се спаси што може да се спаси, бидејќи очигледно некој се плаши за својата сопствена предвидлива иднина. Господине Пандов, да, кога веќе начнавме Државната изборна за комисија, избирачкиот список, дали како ја оценувате работата барем досега на избирачката комисија? На државната, ве молам, на Државната изборна комисија, како ја оценувате досегашната работа? Пак ќе нагласам, сите политички партии, според договорот од Пржино, ќе зборуваме и малце подоцна за тоа, се согласија за членовите кои што членуваат во таа изборна комисија. Сега гледаме опозицијата трга на своја страна, барамани, власта вели ворете. Дали може би беше преголем залакова за изборната комисија, таа вели да, работиме со полна пара, меѓутоа не може конкретно да каже, имавме изјава денес за телевизија 20 дена под претседателот дека дури следната недела ќе се знае точно на што е Државната изборна комисија. Како оценувате работата? Искра да се разбереме неколку работи, пошто граѓаниве ги се оптоварени со политика, со политичкиве партии, со бомби, со чуда, сега со оваа Државна изборна комисија, избирачки список, као да не знам што тоа. Неколку председатели претходни на Државна изборна комисија се активни членови на СДСМ. Што ќе рече, значи, Државната изборна комисија била под контрола на СДСМ. Тоа било и добро што е така. Кога би била обратна ситуација, претпоставам дека е добро да биде од ВМРО. Зошто? Затоа што они се тие кои што на крајот на криштата треба да направат контрола дали тој избирачки список е во ред или не е во ред. Пред 2 или 3 недели бев во истово студио со Васко. Тогаш беше актуелно 500.000 фантоми. 500.000. И имаше термини дека тоа се фантомски глас. Еден искрен не најдоа. Не 500.000, не 50.000, не 500, еден фантом кој што гласал во македонска каменица, гласал во кисела вода, гласал во Тетово, гласал во Зајас. Нема таков, ниту еден, единствен. Има сомнителни во Свети Николе, кои се проверуваат сега моментот. Не е важно, да, но ни еден таков нема пример. Втора работа, што исто е многу важна за гледачите, ние тука вербални гимнастики ќе си правиме, ама вакви списоците онакви 300.000, не 400.000. Значи, ако хипотетички ги поставиме нештата, останатите политички партии кои што се парламентарни партии направат мнозинство од собранието и изгласаат влада, сам одма може да се распуштат. Што во таква ситуација? Државната изборна комисија ќе им рече, дечки, вие се распуштате, ама ние не ви дозволуваме, ние не сме спремни. Државната изборна комисија е должна во секој момент кога собранието ќе се распушти да спроведе избори. Сега во Македонија, заради неспремноста, заради немањето на идеја, заради немањето програми, заради негативната кампања која што ги донесе до ваков рейтинг и пред се ради лидерот кој што си го имаат на опозиција,
и нивниот рейтинг таков каков што е, па сега ние слушаме и еве го професорот, гледам, се увежбал, па ги знае член тој, алинеја таа, заради тоа не сме можеле да излегуваме и тоа било пресудно. Еден кога ќе најдат и тој кога заради ВМРО нема да биде избришен од избирачкиот список, јас истиот момент ќе бидам тој кој што ќе рече да, во право сте, овие сакаат нешто да прават, да лажат, да не го вреднуваат гласот на граѓаните. Таква работа нема. Не се најде. Министерството за внатрешни работи, уште ова само ќе кажам, професоре. Одвојување на држава од од партијата од државата или државата од партијата. Тоа пошто го верглаат и гледам, генерален секретар на СДСМ ставија министер за внатрешни работи. Нели? И сега истиот тој Заев излегува, лидерот на вашата опозиција, излегува и вели нема се уште одвојување на партијата од државата. Како тоа? Тоа ако сакале они да дадат пример, најмалку што можеле да направат е да викнат некои експерти, да покажат добар пример. Не, најтврдо се отиде со партиски кадри и тоа со генерален секретар, пак ќе речам. Па, тој генерален секретар, ни срам ни перде, унапредуваше на видни членови, на министерка на Ременска, мажи бесправно го напреду. Докази и докази како активни членови на СДСМ, членови на нивни фамилии се вработувани. Вчера поднесува оставка 100 луѓе разрешува од Министерство за внатрешни работи. Што му е идејата на тој човек? За арно работи, за слобода и за демократија е таа работа на тој министер за внатрешни работи, или што може повеќе беља да се направи, што повеќе раздор да се направи, што повеќе може да се урнисат било која институција која што може да ја урнисат. Да останеме во рамките на темата, ќе зборуваме. Да, значи се јави господинот Кекеновски, па ви господин Јаневиќ директно ве прозра како дел од опозицијата. Повелете господа професор. Ајде да му одговорам на Пандов. Значи професорот Кекеновски не е навежбан, туку учел за ова. За државна изборна комисија? Ја следи целокупната состојба. Ја следи целокупната состојба и за разлика од другите кои што манипулираат, професорот Кекеновски говори со факти, со аргументи, говори по сила на законот. Апсолутно не се обидува да манипулира, да говори од ракав и да дневно политички се однесува. Тоа е прво и основно. Второ, кога сме веќе кај државната изборна комисија, мислам дека не е коректно, сите знаеме, сите следиме што се случува, да говориме дека социјалдемократскиот имал мнозинство во претходната државна изборна комисија. Ајде да ве потсетам малку сега. Бидејќи и ДП, представниците на ДПА, представниците на ДУИ и на ВМРО ДПМН постојано гласа на иста страна. Значи сето она што беше предложено буквално беше елиминирано од страна на нивна страна и сите одлуки се носеа во корист на овие три политички партии. Вие ќе речете ДПА е во опозиција. Да, меѓутоа од друга страна во опозиција, меѓутоа потајно па и јавно коалицира со ВМРО ДПМН. Од друга страна кога говориме за партизацијата, јас исто така не се согласувам со Социјалдемократскиот сојуз да својот генерален секретар го постави на таква важна позиција и на тој начин да даде пример. Па добро, тоа е сосема нивно право, меѓутоа во принцип јас генерално како човек кој што ги прати сите политички случувања, не се согласувам со таквиот начин. Сметам дека имаат кадри, поготово стручни кадри, кои што можеа многу поодговорно, не велам одговорно, туку многу попрофесионално да следат целокупната ситуација и да ја следат состојбата во полицијата. Иако не смееме да бидеме незадоволни и докле со работата на досегашниот министер. И оттаму, значи да повторам, професорот Кекеновски ги следи и објективно ги следи сите случувања. Професорот Кекеновски бил ВМРО ДПМН, професорот Кекеновски не е против ВМРО ДПМН, туку против онаа политичка врхушка која што ја узурпира партијата. И мислам дека сите, и вие, и оние кои што се обидувате со сила да браните нешто што не се брани, ќе биде прашање на време кога ќе се срамите самите од себе, зошто сте бранеле личности, а не сте бранеле принципи и политики исправни. Поверете, господине Јаневиќ, бевте директно прозван. Вака сега. Во политиката има генерално едно правило и тоа гласи вака: ако имаш многу проблеми и не можеш да ги решиш, тогаш не ти е потребно решение, туку ти е потребен нов поголем проблем. Сега Груевски со овој потек го прави токму тоа, создава нов поголем проблем. Сега
На што точно мислите, извинете? со распишувањето на избори. На недоговорени обврски од Пржинскиот договор распишува избори. Значи тоа е поголемиот проблем. Откако не им успеа она игра со орли и крстови, сега идеме на ова ново сценарио. Сега, во врска со изјавата дека сме сме изјавили дека сме подготвени на избори, па потоа излегуваме не сме или не знам што. Вака, ние сме подготвени да идеме на избори. ЛДП одржа и програмска конвенција одржа програмска конвенција на која ја презентираше својата програма. Меѓутоа подготвени сме да одиме на фер и демократски избори. На нефер и на недемократски избори, на уште едни лажни избори нема да одиме. Кога е оптимален датум еве за опозицијата или еве како ЛДП конкретно ве како партија? Тоа е моабетот, не се врзуваме ние за датум. Апропо ова што го зборуваме за државната изборна комисија, кој знае кога ќе ја заврши работата или ќе може или половично, уште не знаеме да не приоритизираме. Не се врзуваме за датуми, се врзуваме за исполнување на договорот до крај. Да потсетам дека договорот од Пржина настана заради долгогодишна криза и заради де факто е признавање дека последните избори беа нелегитимни и нелегални. И затоа дојдовме до Пржинскиот договор. Меѓутоа Груевски сега нека повели, нека си најде политичари кои што ќе му глумат опозиција. Очигледно е дека опозицијскиот фронт нема да седи во собни папучи да гледа турски серии. Напротив, веќе денеска е најавен првиот чекор, ќе се спроведе една активна кампања и само уште една работа околу избирачкиот список. Па Назаре, мислите дека 1.800.000 и кусур илјади избирачи се реална слика во Македонија? Да. Од не цели 2 милиони? Тие се добро, па тогаш ако идеме на избори Груевски ќе победува на секој наредни избори ќе победува Груевски. Со таков избор, на такви услови, такви критериуми, ние нема да одиме. Впрочем и со кое судство да ве прашам ние, не вас, туку вака генерално, со кое судство ние да одиме на избори? Со тие што изрекуваат казна за 20 марули и 15 коприви, веројатно мислите на управниот суд, бидејќи зборуваме за избори. За организиран криминал, за изборни измами, остануваат да се вранат. Тоа е веќе друга тема, да. Повелете господине Пандов, па господинот Палевски. Исто манипулираат со тоа, од 2 милиони дали 1.800. Не е точно. 1.800.000 се избирачи, а 2 милиони тоа се жители на Република Македонија 2 милиони. А Република Македонија има 2 милиони и 400 и не знам колку илјади државјани кои што имаат документи издадени од Министерството за внатрешни работи. Дали е тоа патна исправа, поточно пасош, или лична карта. Така што немој да манипулирате. Ама не е така сега. Тоа е токму така. 2 милиони и 400 илјади државјани има. И она од преска ми остана. Ке правеле широк фронт. Еве, а на неколку пати, пошто сте го виделе пред 2 дена, пред 3 дена имале, во организација на Цивил. Ке правеле широк фронт, коалиција, која коалиција? Меѓу опозицијата и Сорос ке прават? Тоа ја има. Граѓанскиот фронт, ако е Цивил, ако е Ајде, ако се сите тие, кои што сркаат пари сега од фондацијата Сорос или од USAID, тоа не е нити граѓански сектор, нити невладин сектор, тоа се платеници на Сорос, кои што за пари, за дебела пара, одреден круг, тие што се со свирчињата за многу помали, но сиромашките идат по нив, по 20 до 30 луѓе, тоа се платеници. Тие се луѓе кои што зимаат плата за да прават неред низ Република Македонија. Но и потенцијални гласачи ќе сложите. Тоа не е нити широк фронт, не е нити цивилен сектор, нити граѓански сектор, уште најмалку невладен сектор. Тие се луѓе кои што се платени тоа да го прават. Да почекаме. Може ли да се подсетите кои високи функционери на ВМРО ДПМН беа членови на Сорос фондација? Премиерот. Не. Прочитете малку, информирајте се малку. Важи ги прочитате. Почнувајќи од председател на држава по Излезе сега оставката на премиерот на Исландија заради Сорос работава сега. Сорос е криминал. Господинот Палевски реплика, па после господинот Јаневиќ се јави. Вака, бидејќи господинот Пандов е сигурен дека ние сме 2 милиони и 400, ја не знам зошто се брзате со распуштање парламент, дај да ги преброиме тие 2 милиони и 400, за да не ги навредуваме луѓето. Да не ги навредуваме дека се фантоми, да не бидат фантоми, нека бидат фалс бројки и луѓе. Јас тврдам дека има многу фалс. 150.000 гласови од 2011 секои избори Никола Груевски ги има украдено. 50.000 ДУИ, 20.000 ДПА.
Тој инженеринг функционира веќе 4-5 изборни циклуси наназад. Тоа што опозицијата во тие изборни циклуси честитала победа во 8 и 10 часот, 20 и 10 мислам, Бранко Црвенковски први честиташе. Немој да заборавите дека Зоран Заев никогаш не ви честитал изборна победа. Значи, Зоран Заев со сите мани е легитимен да ти бара броење на избирачкиот список, затоа што тој, лидер на Социјалдемократски сојуз, ниту еднаш не ви признал изборна победа. Доколку сте толку силни и народот ви верува, дозволете да се избројат. Вие сте многу силни, ја не знам зашто брзате. И во септември месец, бидејќи ќе бидат во септември, се надевам ова ќе го памтиш, на 5 јуни нема избори, токму од господинот Джес Бейли на кого се повикуваш, нема да има ниту приближно некакви немири кои што за да билдате атмосфера во ВМРО ДПМН најавувате дека сте многу силни и па ќе правите немири, ќе носите автобуси и така натаму. Значи, ако Социјалдемократски сојуз у коалиција со Соросоиди, по-руски политичари, по-руска политика од ВМРО ДПМН, овој народ никогаш не доживеал. Баравте турски, руска на Владимир Путин, баравте турски ток, добивте УСА шок и губите власт. И точка. Му се обраќате господинот Пандов како член на ДПМН, јас као член на, јас сум член на Социјалдемократски сојуз, не сум функционер, а и господинот Пандов исто така израсна во ДПМН. Политичката врхушка на ДПМН. Не, беа навредени. Во ВМРО ДПМН има чести луѓе, патриоти кои што си ја сакаат. За врхушката сега говорам, професоре, знаеш дека за врхушката? Да чисто да видите. Не. Вас никој не ве прашал ништо и не знам зашто, значи да завршам. Нема потреба од брзање, нема потреба од навреди, требаше избирачкиот список да се преброи и што е најсмешно, ќе биде преброен и избори нема да има, а парламентот повторно ќе функционира и ќе се завршат сите обврски од пржино. Едноставна е причината. Не може луѓе кои се виновни за оваа криза да тераат изборни кампањи и да бидат политичка понуда на истите овие граѓани. Ако толку многу ги подценувате граѓаните со вашите анкети, имате проблем. Значи, ако дури и Социјалдемократски сојуз, ако е одговорен, како што велиш ти, така, значи, потребни се нови луѓе. За да има нови луѓе, потребен е нов систем, потребно е време, потребна е политика. А вие сакате веднаш избори и да верувам на честен збор дека Груевски ќе води друга некаква политика, дека ќе го реформира и демократизира ДПМН. Чему тогаш толкаво брзање? Мене да не бидеме коректни, само повелете ве молам кратко, па господинот Јаневиќ се јави за реплика. Значи, се околу избирачкиот список веќе и да не говорам, затоа што ќе покаже време. Така е. Дали е коректен или не е коректен? И дали ќе се менува? Јас реков еден не е пронајден до сега фалс гласач, еве фантомски, како сакате да го наречеме, спорен гласач, кој што ја оправдал спорост, дека е спорен. И втора работа која што е најважна, тоа нити јас, нити било кој тука во студиото, нити било кој може да суди. Единствен суд носат граѓаните и гласачите. Точно. Значи, тие излегуваат на гласање и тие се тие кои што даваат мандат, легитимитет или не. Точно, ама да само потсетам, на последните парламентарни избори, 2014 година. Ама само по еднаш гласаат, Пандов. Не по 3 пати, по еднаш даваат верба. Така е, така е. Ама еден не најдоа 2 пати што гласал. Како не, има еден куп. Тоа вие може да го говорите дека не 150.000 има по 2 пати, по 3 пати што гласале. Не знам што се Ама дозволете да докажеме дека има. Така е и затоа што тоа го тврдевте, затоа ви е дадено Министерство за внатрешни работи, затоа ви е дадено полноправно со жалби на тоа што професорот Кекеновски го вели, да, можеби во минатите државни изборни комисии формално правно председател бил на СДСМ, но при гласање можел и да изгуби СДСМ. Сега докажано е СДСМ има мнозинство на гласање, значи зборуваме кога имало спорни. За каде мислите? Кога имало спорни, само да докажам уште. За каде мислите, за каде има мнозинство? Во државна изборна комисија. И втора работа Министерството за внатрешни работи, како најодговорна институција за проверка на ова што господинот Палевски го говори, не најде ниту еден спорен до сега гласач.
Ама само 40% е проверено, И човек. уште ова само и Ве завршувам. молам, повелете. Постои институција анкета. Тоа е статистичка операција која што чини многу пари и за цела среќа кај нас постојат неколку реномирани светски такви анкетни комисии кои што вршат од време на време анкети. По тие анкети и на било кои минати избори, конечно и сега во моментов покажуваат она што јас го говорам, дека предноста на ВМРО над СДС е минимум околу 200.000 гласови и предноста на Груевски од Заев е 2, 3, 4 пати поголема. Кога ги Тоа споменувате гарантира дека е рейтинг така. агенциите, да. Кога ги споменувате анкета. рейтинг агенциите, ве молам, господин Отјановиќ, меѓутоа кусове молам. Денеска излезе информацијата дека пред 2 недели направи анкета, меѓутоа резултатите не се објавени и нема да ги објават. Не објаснуваат зошто. Како го коментирате тоа кусове молам, господин Аневиќ, вие имате збор после. Јас 30 секунди ќе видам. Јас она што го слушнав, Заев наводно молел да не биде објавена таа анкета затоа што нема да може да ја убеди својата партија да излезе на избори. Во ред ви благодарам, повелете господин Јаневиќ. Вака сега Заев молел, овие му учиниле и не му ја објавиле анкетата сега, мислам. Ајде, чашински муабети да не правиме Не, тоа. обратно. Добро, вие Немаме имате- аргументи за тоа. На Коле Мангов, бившиот Бог да упрости судија, ќерката е тамо и Да, она да. заедно со Ивица Коневски имаат неколку добри проекти и тие анкети многу често имаат сериозни статистички грешки, докажани со Ајде, кер. вака, ајде. Целава работа ќе се сведува Брзо, на едно нешто, а тоа е трка помеѓу правна и политичка битка. Она што се надева Груевски е дека со извојување на политичка победа ќе може да извојува и правна победа. Не сваќајќи дека во едно демократско општество, како што сакаме сите ние еве тука нели да бидеме, може и на овие избори сите да ги освои, сите 123 пратени. Меѓутоа правните процедури си го наоѓаат својот тек, си врват понатаму. Груевски се надева и игра на таа карта дека со извојување на политичка победа ќе може да се прогласи после да се стави печат дека е невин. Тука е брзањето на врхушката на ДПМН. Она што го зборувате Пандов, ако е вистина, тогаш за неколку месеци од 200.000 колку ќе се изгубат за Комотна неколку победа месеци. има, шо? Ако Може ли 200.000 да е разликата во одговориме гласови? на едно? Тогаш и во септември ВМРО Ма тоа го ДПМН говоревте победува. вие и пред Ако е 2 така. месеци, пред 24 Ама не сега. април го Е, па говоревте. добро, И ајде да ги... предходно го Ама говоревте. вака сега. Има. Повторно. Ама вака Има сега. овие инструкции. Тогаш Вие едно те исто говорите, а бегате само. Чекај, вие свикате, едно те исто, дека свикате 200.000 да е излезете разликата. на 200.000 избори. е Тоа е цело време неверојатна разликата. работа. Јас сум 200.000 кога сум цело бил време политички разликата. активен, Ве сум молам бил во само да опозиција. бидеме Ненормално е. коректни. Ама вака сега. Во свет Ама не беле сега, постои ја ве да слушам. портпарол во опозиција да му се нудат избори. Да може да излезе Припадени се сега, избори. ме позволите. Апсолутно, Припатени се, Ве меѓутоа молам, говориме Вака, какви да ја избори. задржиме Вака само да коректноста, одговорам. сите ќе имате право на Го збор, браниме само ве ЛДП. молам да ве потсетам црвените тастери, доколку сакате Вака реплика, сега повелете само до искажете Ќе Се се. извинувам, искрам. Ние сме спремни да одиме на избори. во Македонија. Во Македонија. Меѓутоа не одиме на нефер и на местни избори. И тоа треба да биде јасно. И мислам дека досега тоа го ставивме дека јасно. Немојте. Она што зборувате тоа дека нема програма, нема што паѓа во вода. Кога сме веќе тука, господин Јаневиќ, вие зборувате меѓу правото и политиката. Ајде да начнеме темата дали овие избори може да бидат легитимни без опозиција, легални посекако веројатно ќе бидат. Имаме закон за избори, секој има право да учествува или да не учествува. Веројатно легитимни ќе бидат легални, простете, освен ако не се случи нешто на денот на изборите. Меѓутоа, дали ќе бидат легитимни без опозиција? Во никој случај нема да бидат легитимни. Во одржување на избори во ваков контекст значи дека се заокружува тој триаголник Македонија, Белорусија и Северна Кореја во парламент, во влада без опозиција и тоа е, мислам, некако ќе го долови целиот амбиент и целава слика каде се наоѓа денеска Македонија. Како што реков, повели нека Груевски нека му е со среќа на изборите на 5 јуни. Наповедувам уште еднаш, опозицијата нема да седи со скрстени раце. Што значи тоа улица како што најави Заев? Тоа сценарио не е исклучено, се разбира дека да, затоа што Као пред Уставен суд. Вака, Уставниот суд е само уште еден, Уставниот суд е само уште еден пример зошто на ова општество му се потребни темелни реформи. Така. Уставниот суд е најголема потврда за тоа. Така. Благодарам Пандов за аргументот. Ќе продолжиме на темата легитимни избори и легални, меѓутоа мора да одиме на реклами. Почитувани гледачи, останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите.
Дебатна емисија Клик Плюс на телевизија 21 се враќаме назад со нашите гости. Ја начнавме темата за легитимитетот и легалитетот на изборите. Посочи господинот Јаневиќ дека треба да се направи разлика помеѓу правото и политиката. Професоре, ќе има ли легитимни избори без опозиција? Па, најнапред јас во овој момент како што стојат работите не сум сигурен дека ќе има или ќе нема избори. Од причина што и во говорот, ако го следевте внимателно, Заев остави простор, поради самиот факт што тој не ги повлекува членовите на Државната изборна комисија, остави простор можеби за некој договор, меѓутоа чинам дека и да постои некој договор во една ваква ситуација, сигурно нема да биде тој на 5 јуни, односно до крајот на месец јуни, па најмалку во текот на летото. Значи, очигледно останува во месец септември. Ние имаме проблем имаме со претпоставениот легитимитет овде. Зошто? Затоа што имаме една ситуација каде што имате политичка партија која што изврши апсолутизација на мајоритарниот систем на владење, односно на мајоритарниот систем на управување во оваа држава. Зошто го велам тоа? Заради тоа што вие имате политичка партија која што би рекло со релативно скромно мнозинство на освоени гласови, и тоа освоени гласови некаде околу од 30 до 45% гласови од излезените граѓани на изборите. Ако тоа го направите, го споредите со вкупниот број на гласачи во Република Македонија, тој процент се намалува. Ако го споредите со вкупниот број на население во Република Македонија, тој процент е уште помал. И имате ситуација каде што едно релативно скромно, велам, мнозинство, 30-40%, еве нека биде и 50% од оние што излегне на изборите, да употребуваат апсолутно владење. Значи, носат едноставно закони, мислејќи дека се е нивно, дека се им е дозволено, едноставно носат закони, менуваат закони, онака како што го зацртале во својата политичка програма или како што го зацртале во своите сопствени глави. И тоа е недозволиво. И тука имаме злоупотреба на тој легитимитет, слободно можам да кажам, и легалитет крај крајева, ако сакаме да кажем. Меѓутоа, во една ваква ситуација ние мораме да поведеме сметка и секоја во иднина политичка партија која што ќе дојде на власт ќе мора да води сметка и да реализира својата програма, меѓутоа и да ги прифати сите конструктивни и добронамерни забелешки на опозицијата, бидејќи и таа представува одреден дел од гласачкото тело. Меѓутоа, ја останав должен за едно прашање, бидејќи во дискусијата претходна на Пандев забележав две сентенции, да не употребам погруб збор, да не речам манипулација, кој што мислам дека треба во една ваква ситуација да одговори на сето тоа. Прво, манипулација е дека Социјалдемократскиот сојуз сега во моментов има мнозинство во Државната изборна комисија. Значи, јас да го потсетам, согласно измените кои што беа направени, 3 члена се на опозицијата, од кои што 2 члена во Државната изборна комисија дава Социјалдемократскиот сојуз, односно најголемата политичка партија, што е во опозиција, а 1 член дава партијата која што е втора, во овој случај ДПА. Од друга страна, исто така имате 3 членови кои што дава позицијата, 2 ДПМН и 1 ДПА. И имате уште тројца експерти во таа ситуација, меѓутоа, имајќи во предвид ова неформална коалиција помеѓу ДПА, помеѓу ДУИ и ВМРО ДПМН, тие постојано имаат 4 гласа наспроти 2 гласа. И оттаму нема доминација, а предпоставувам и сакам да биде дека експертите одлучуваат по сопствено убедување како експерти, иако не сум сигурен докрај, бидејќи она што досега гласа и како гласа јасно укажува дека се ставаат на страна на партиите на власт. Од друга страна, со легитимитетот евентуален не го врзувам, ова се навратив претходно го објаснив. Втората сентенца која што беше употребена во овој сегмент е онаа флоскула која што употребуваат постојано, тоа претпоставувам дека му е примено од неговиот политички лидер, народот ќе каже на избори. И сега на кого мислите кога велите ја повторуваат? Не, на Пандов му се обраќам сега во оваа ситуација, бидејќи тој народот ќе каже на избори. И сега моето контрапрашање, кој народ ќе каже на избори? Оној што го поделивте или поделија на поразни основи, по сите основи, кои антички, кои словени, кои шпиуни, кои патриоти,
кој професорски пленум, друг пленум и така контрапленум. По сите основи, кој е тој народ? Дали е тоа оној народ кој што треба да ги сокрие или треба да послужи како топовско место за да се сокријат злоупотребите на партиите на власт? И трето, мислам дека треба да одговорите на ова прашање кога се работи, имаме распуштен парламент, немаме распишани избори. Изборите ќе бидат распишани оној момент кога Државната изборна комисија ќе рече дека избирачкиот список е чист. Меѓутоа, со оглед на сите оние што јас само напоменав дел од проблемите со кои што се соочува Државната изборна комисија, законски проблеми, пречки кои што правиме ако Државната изборна комисија на 15 речи не е спремен избирачкиот список? Тоест председателот не го потпише. Поверите, господине Палевски? Што правиме тогаш? Изборите. Најверојатно председателот на ДИК нема да го потпише, бидејќи списокот ниту е прочистен, ниту е расчистен, останува отворен со само 40% одработени обврски кои ДИК ги усвоил, ги договорил. Меѓутоа денес беа неусогласување кај председателот Велјановски. Добро. Бара доволно време, барем како што да информациите. Да, ама до сега ние говориме денес. Тоа не е направено, а парламентот распуштен. Што значи во делот на легалитет не може да бидат легални кога основната работа не е завршена, а тоа е утврдување и чистење на тој список за да нема манипулации, се согласувам. Во делот на легалитетот без опозиција, тоест без Социјалдемократски сојуз нема избори. Тоа Груевски многу добро го знае. Овој цел циркус што сега се свири со сирени по градот, се веселат, се глуми некаква самодоверба е билдање на моралот во сопствените редови. Неговите редови се хаос, бидејќи има многу пријавени за заштитени сведоци у СЈО. Во СЈО имаат еден куп пациенти, тоест обвинети, високи членови на врхушката, што рече професорот, на неговата партија. И тоа воопшто не е пријатно. Дури самата појавност на Гордана Јанкуловска при излагање од суд одсликува во каква сигурност е во нивната победа. Тоа сите можевме да го видиме. Така да ја не се палам на сите овие ставови кои ги промовира Пандов или ги промовира ДПМН, извини. Тоа е нормално да Груевски по секоја цена го финансира, има моćни медиуми, да си го билда членството, затоа што уште тоа му остана. Он е веќе осветлен политичар, он е веќе колку доаѓа, пола година не е премиер, а во Пржинскиот договор стои само 100 дена, си ќути човекот воопшто, никој не го спречува да биде повторно премиер, не е премиер, членството повторно вика многу сме јаки, господинот Пандов вика народот ке кажал, да, ја тврдам народот ке каже, ама ја го знам одговорот. А одговорот е лош, под ДПМН. Ќе има ли легитимни избори без опозиција и што со легалитетот апропо работата на Државната изборна комисија? Значи, повторно да кажам, избори ќе имаме на 5 јуни, со или без ЛДП, со или без ФРОДЕМ, со или без СДСМ. Значи, тоа е дефинитивна работа. Дали, па добро, ама можете да поднесете листи како Сдружение на граѓани. А од друга страна, закони кој може да предлага кандидати за пратеници. Као граѓанско, као листи може да поднесе. Не е точно, Панда. Добро. Да не држиме час сега. Во ред. Но ако јас верувам во мене, ако јас верувам во она што го говорам, ако јас сум доволно етаблиран, а господинот Кекеновски е етаблиран, го препознаваат луѓето, знаат, му ги слушнале ставовите. Било кој на крајот од краиштата помалку повеќе, ајде така да кажам, од нас тука сме биле во јавност, сме кажале, ако јас верувам во она што го говорам, излегувам на избори. Само човек кој што не е сигурен и кој што верува дека ќе изгуби, нема да излезе на избори. Јас сум и понатака уверен дека ќе се на изборите на 5 јуни ќе има политички партии кои што се далеку од блиски на ВМРО, поточно кои што сега јасно во овој минат период години назад на крајот на криштата се контра ВМРО и контра коалицијата владеачката на владеачките партии. Мислите ќе излезат на избори? Дали е тоа од македонскиот блок или од албанскиот блок, безмалку сум 100% сигурен. Една кажа. ВМРО народна. ВМРО народна. Љупчо Георгиевски е многу повеќе. Дали ќе излезе на избори?
Јас последно што го гледав, не знам на не е важно на која телевизија, човекот рече дека ќе излезе на 5 јуни на избори. Така кажа. Добро. Јас, значи, нити сум го видел, нити сум го слушнал, сум му ги слушнал ставовите. Еве да не одам понатака ово или оној сега да шпекулирам, но никако не го доживувам дека е близок нешто он со ВМРО ДПМН, напротив, многу остро ги напаѓа. Почесен председател Многу беше остро ги напаѓа, можеби го напаѓа и СДСМ, ама многу повеќе ВМРО ДПМН го напаѓа. И сега, тоа е опозиција. Го оснивачи Лјупчо. Втора работа која што треба на СДСМ да му биде јасно. Овие другиве се нарекуваат партии, имаат можда раководство и тоа е тоа, застануваат тука. ЛДП сама да излезе на избори, 10.000 гласа нема да освои. Но, ако излезе и СДСМ, значи ако излезе и СДСМ, ако излезат сами сега во оваа ситуација, било која партија и било кој опозиционен човек кој што така се доживува, за мене е ненормално да не искористат таа можност, а СДСМ да не излезе. А ако се случи тоа, СДСМ да не излезе на избори, што е знак прашање. Тоа треба да добијат они депеша, треба да добијат наредба и колку што јас ги разбирам нештата, и вчера имало разговори помеѓу политичките партии потписнички на Пршинскиот договор, Заев се пазари сега. Значи, со она вчера пресконференција, чист пазар, што личен, што за некои луѓе, но би било во сфера на шпекулација, се во ова да го говорам, ке живи здрави ке бидеме, пак ке се видиме. И ако обстане на тоа, еве, значи јавност одиме. СДСМ е историја од она што го познаваме. Јас гарантирам дека во СДСМ ќе се појави една фракција, друга фракција која што ќе донесе неминовно до поделба на таа партија, која што ќе донесе неминовно поделба на крила, имаат и сега, но конечно и на луѓе кои што можеби ќе се одважат и од сегашната структура на СДСМ, кои што ќе се одважат и ќе излезат на 5 јуни на избори. Реплика, господине. Реплика побаравте, господине Палевски, повелете господинот Јаневиќ, па да продолжиме со прашањата, а и во контекст на се тоа што Црвено е ради Лјупчо Георгиевски, нели црвено. Само те подсетам оне основач на ВМРО ДПМН. Знам. Да те подсетам дека и твој лидер беше. Знам. Доека спиевте у парк. Знам. Така? Да. Значи, Лјупчо Георгиевски не е ни повикан во Пржино, не е релевантен, за да сега вас ви послужи за релеванција или некаков легалитет или легитимитет на предстојните ваши избори. Избори нема да има, ти тврдиш дека има. Тоа истото го правевте и минатиот за 24-ти датумот, истата процедура беше веселење со бомбардирање медиумски и така натаму. Меѓутоа, Социјалдемократски сојуз е доволно широка и демократска партија да дозволи, конкретно јас, да го критикувам мојот лидер. Ама тој е мој лидер, Пандов, тој не е ваш лидер. Ние толку сме силни, не во крадење гласови и освајање овакви победи као Груевски, да, кога е во прашање ВМРО ДПМН и избори, ние сите сме заедно. Да, ја не се согласувам со неактивитетот на Шекеринска и така натаму, ама тоа е богатството на СДС и тоа сега јавно го кажувам емисија, ти не смеш да гукнеш ништо против Груевски. Јас замерам за слаб активитет на господинот Заев, меѓутоа господинот Заев е мој лидер, тој победил регуларно на избори. Ниту еднаш не сте го победили, ниту еднаш не ви честител избори. 3 пати ве мачка во Струмица. Со многу пари настапувате, со многу насилие, со многу притисоци, ајде да кажам медиумски притисоци. И он поединечно ве победува. 30 секунди мораме. Значи, само малце внимание, Социјалдемократски сојуз. Во моментов, точно е, не го кажуваш тоа за џабе, имаш многу добра намера, темпирана, постојат такви социјалдемократи кои како и 2006 година ве донесоа на власт. ВМРО ДПМН со Дзинго, со Павле, со сите овие, цела една болюмента на квази политики, дојде 2006, ги знаеш, резултатите беа многу мали. Разликата со Владо Бучковски ви беше најмала од сите разлики до сега што сте ги направили. Имаше една голема групација во Социјалдемократски сојуз која работеше против собствената партија за вие да дојдете на власт. Тоа беше нашата грешка социјалдемократска која, верувајте, овој пат нема да се случи. Тито Петковски по втор пат
да ја направи истата финта што вас ве донесе на власт. Нема шанси. Посебно што овој пат господинот Бели не е индиферентен као 2006 година. Овој пат ви е потпишан и овој пат ќе ве натера да не идете на избори. Ама оној не дипломатски дел на Бели. Така, господине Палевски, ве молам. Сосема Ве молам накратко, да бидеме коректни, повелете многу кусо, продолжуваме со Јас сум господин извршувал Јановиќ. највисоки партиски функции во ВМРО ДПМН во период од 96-7 година до 2003 година. Бевте и пратеник? Бев и пратеник, меѓу така другото е? партиски зборов, Да. не државни, партиски. Така. А бев и пратеник меѓу другото, ама тоа е помала работа од партиските функции кои што сум ги имал. Добро, Е што сега, од 2003 година, јас не сум активен член. Кај нив постои дали на година, дали на две, треба да се пререгистрирате. Јас од како сум се зачленил 94 година, немам пополнето нити било каква посета, комитет, било што. Сега, апсолутно, само за јавноста, не. Не си член? Не. Ве молам, значи не сте го обновиле и членството затоа тоа. што Повелете? И господинот Кекенов, Добро, ја те значи, Така, ве мене не ми прозиваат. смета, но Борек. за јавноста да биде јасно, Значи не сте член, не сте го обновиле членството, сакате да не кажете. сум го Борек. обновил членството, ама тоа што подразбира дека не сум бил на ниеден партиски состанок, не сум бил Така. на било кој, ништо немам, никаков контакт. Дали ставовите ми се блиски? Апсолутно да, дури порадикален од нив сум. Така. Но не сум член. Борет. Тоа Борет. само кажувам. Господин Јановиќ, имавте реплика? Јас сум член. За ВМРО-пци нема очигледно место во оваа постава, Јас сум- бидејќи разочараните социјалдемократи, либерал-демократи таму се на врвни позиции. Не ви се Борет. Така. Господинот- Да. Господинот Тоа е помошта од Јановиќ, 2006 помошта. Ве молам. Горан Господине, Трајковски. ве молам. Горан Трајковски. Имаме уште малку време, имаме уште да разговараме. Повелете, имате реплика и да започнеме со вас кругот на прашања. Сите ја споменувате меѓународната заедница. Која е улогата, што мислите? Ќе почнеме од вас, господин Јановиќ. Која е улогата на меѓународната заедница? Дали можеби за овие избори се крие нешто поголемо, да не речем геополитичка некоја игра, или пак сепак е ова борба за власт меѓу партиите во Македонија? Повелете, господин Јановиќ. Благодарам. Прво морам да се навратам на Да, претходната имате дискусија. право. Да. Очигледно дека нервозата расне во ВМРО ДПМН. Груевски тоа го најавува и со денешната пресконференција и ако внимателно го слушавте, тој денеска ја си побара нова опозиција, Пандов денеска тоа го промовира и тоа е во ред. Меѓутоа, она што е битно е дека да се знае дека ако внимателно ја следевте таа негова изјава, ќе видите дека во ниту еден сегмент не ги обвини странските служби и мрачните сили или не знам кои за ова што ни се случува. Сега ја обвинува опозицијата. Така да и оваа изјава ќе има рок на траење на Груевски како што и неговите 2 до 3 недели. Да потсетам само, потсетуваше дека нема да има техничка влада, има техничка влада, па нема да се повлече од премиерското место, нели тоа би било кукавички чин, се повлече од премиерското место, нема да има предвремени избори, ќе има предвремени избори, ама фер и демократски. И сега така во овој контекст ја сваќам и ова негова изјава. Во однос на тоа за бизнисите со Јупчо Ѓоргиевски, они можеби и поубаво си знаат. И само да одговорам на она што се напомена ЛДП да излезе колку и толку гласови ќе освои. Не се секирајте воопшто за ЛДП. Еве, прифатете го нашиот предлог Македонија да биде една изборна единица, па да одеме на избори да се пробаме секоја партија колку вреди. Вака на овој модел каде што со 6 изборни единици најмногу им одговара на големите политички партии. За жал за демократските процеси воопшто, партиите се приморани да коалицираат, затоа што праксата го покажа тоа. Предлогот на ЛДП е многу едноставен. Македонија една изборна единица, да одиме, потоа можеме да го прошируваме тој модел со отворени листи. Еве, наредниве локални избори наредниве се добра прилика да пробаме и отворени листи каде што граѓаните ќе може да ги заокружуваат, тие да ја креираат сопствената листа, така да за ЛДП не се секирајте, ако на некого најмногу му одговара Македонија да биде богата и демократска држава, верувајте, тоа е ЛДП, затоа што колку повеќе богати и економски независни граѓани со развиена демократска свест, толку повеќе гласови за ЛДП. Така, во контекст на ова, дали сепак ова ќе бидат избори на гола политичка борба за власт или сепак, бидејќи сите споменувате меѓународната заедница и факт е дека е вклучена во организирањето на изборите, како да го наречеме тоа, дали можеби има некоја поголема геополитичка игра?
Пака сега, меѓународната заедница има голема, огромна улога во Република Македонија и добро е што е така, затоа што да Македонија некоја земја еве да ја замислиме како изолиран остров, нас концентрациони логори, верувајте, не ни бегаа во оваа држава. Значи со ваков свесна на размислување и практицирање на власта. Очигледно дека имаат огромна улога, очигледно дека многу време, многу енергија посветија на Македонија и не верувам дека толку лесно и ќе се откажат од Македонија да биде една стабилна и демократска земја. Мислам дека во тој некој геополитички контекст на нашите прозападни сојузници им одговара Балканот, не само Македонија, ако сакате, да биде стабилно и место со одржлива демократија. Очигледно дека се свесни дека Груевски веќе не може да испорача ниту стабилност, ниту демократија. Очигледно дека и меѓународната и домашната јавност е свесна за тоа, затоа Груевски се плаши од избори, затоа толку брза сега да распише какви такви избори, каде што повторно преку измами и лаги и манипулации би си одел сам на тие избори најверојатно и тука некаде го гледам концептот и улогата на меѓународната Се согласувате дека се согласувате, господине Пандов, дека ќе биде Македонија концентрационен логор ако не меѓународната заедница? Добро, сега. Млате, па сега потежок збор да кажал концентрационен логор. Како оценувате улогата на Гледал на меѓународната History заедница? Channel како изгледаат концентрациони. Нема врска тоа, но ако веќе збориме за изборачки модел, 30 секунди само ќе земам од тоа. Најмушки, најфер е мнозинскиот. Зошто? Затоа што четворицата ќе излеземе како имиње и презимиње број 1, а подоцна како политичка партија. Значи гласачот, секој еден од тука присутни сега што се во студиото, ќе знаат за кого гласаат. И во таква ситуација ќе имаат шанса да се обратат на тој што гласале. Ќе дојдат, господине Кекеновски, ние го дадовме вашиот, ќе учествуваат за човек. Значи ќе има 120 изборни единици како што имаше но тоа се смени во 2002 година и тоа е тоа сега. А иначе ова што го говори една изборна единица, тоа е уште помаргинализирање на пратениците. Зошто? Затоа што лидерите ќе се наместат први, неколку познати ликови ќе бидат во првите 5-10, сите останати тоа ќе бидат no name. Значи нема да го познаваме парламентот како што и денес, сега да ги видите актуелниот што се распушти состав, поголем дел нема да ги знаете. Мислеше на отворени листи, предпоставувам, затоа во таа смисла на отворени листи дека не им одговара на ДПМН како е. Тоа е веќе покомплицирано. Наједноставно е мнозински систем. Во таква ситуација ќе има самостојни луѓе кои што во таа изборна единица се чувствува дека е мокен, дека е познат, дека помогнал таму на луѓе. Но не е таа тема. Имаме уште Така е, не е темата таа. Зошто е меѓународната заедница важна? Затоа што Македонија е дел географски и по секој основ на Европа. Ние сме аспиранти за членство во Европска Унија. Ние сме аспиранти и со две нозе безмалку бевме, па не врати Грција на Бугурешкиот самит од НАТО. По испитување на јавно мислење, секогаш над 50-60% и за едната и за другата институција сме кандидати. Но постои тој голем проблем со името кој што го има Грција наметнато на Република Македонија. Јасно име на сите политичари, медиатори кои што се ангажирани околу тој проблем, дека не постои можност сама политичка партија, поточно дали е СДСМ, дали е ВМРО, да направи некој посериозен исчекор во тој дел и одат на ослабнување на рейтингот на ВМРО. Ако успеат на било каков начин подигнување на рейтингот на СДСМ со изедначени сили да се пристапи кон конечно решавање на проблемот со името. Тоа го посочи и амбасадорот Джес Бейли пред 2-3 дена. Јас од не знам кога беше, крај на јануари, крај на февруари минатата година, мислам крај на јануари кога излезе на пресконференција Груевски кога кажа дека постојат дека бил уценуван од Зоран Заев. Од тогаш до денес тврдам дека сите тие разговори што му се дадени на него, сите овие циркуси што се направени со таа единствена цел. Тука не велам дека
сака да наштети меѓународната заедница. Но начинот како го гледаат они тоа да го направат е таков. И тоа допринесе сега Македонија да се наоѓа повеќе од години и пол, скоро 2 години во ваква каша која што сме. Господине Палевски, улогата на меѓународната заедница или гола борба за власт овие избори, како оценувате вие? Тоа е комплексен. Западниот Балкан 2017 крајот мора да биде затворено политичко регионално прашање. Тоа е агенда на Европската унија. Затоа во исто време прв пат во последните 25 години отворени се сите прашања во едно реално време, а тоа е се следните. Значи во Република Македонија се случи она што се случи, вистината за Македонија и пресингот околу името, што е оправдан, бидејќи веќе долго време ова е ни риба ни девојка, као сме партнери во алијансата антитерористичка, не сме НАТО и така натаму. Во Косово веќе предолго трае, мора да се подпише договорот Приштина и Белград, пошто стварно предолго трае, огромен е трошокот на Република Србија со финансирањето на србите во Косово. Тоа мора да се реши до крајот на 2017 година. Додик, бидејќи истечен Дејтонскиот договор, мора да се редефинираат сите внатрешни во таа конфедерација односи. Мило Џукановиќ исто така, гледаме кој е отпорот. Границата со Косово нив не име решена, исто така меѓу другото. И го гледаме дека отпорот постои секаде. Таа е таа глобална игранка каде веќе големите спротивставувања или конфронтации се случуваат во Украина, Грузија, Таџикистан и така натаму. Во позадината на тоа големо спротивставување, тоа е Балканот, тоа мора да се затвори, мора да се очисти и мора да биде средена територијата по тие европски норми и стандарди кои сме ги подпишали и прифатиле. Во тој контекст само би додал и Џезбели е клучен во реализација на таа агенда. И според чинот, меѓутоа и во Белград америчкиот амбасадор е од Москва донесен, не само Џезбели од Истанбул. Така да влијанието американско на територијата на Западен Балкан е многу кратно зголемено овие 2 години, последнава година, што е нормално за очекување, бидејќи еден голем проект Западен Балкан мора да биде затворен како политичко прашање. Само не би се сложил дека тоа меѓународната заедница го снижува или го смалува рейтингот на Груевски, не, меѓународната заедница само упали рефлектори и го фати жив како краде. Така. Тоа е вистината за Македонија. Од 4 години господине Палевски да ви дадат разговори од било кого. Добро. И да ви дадат уште дозвола да ги објавуваат. Тоа само на Заев и на никој друг нема да му успее да намали нечив рейтинг. Добро, зошто не го апсивте? Значи, зошто не го апсивте? Ова е клучно прашање. Зошто не го апсивте Заев? Тоа е најголемата грешка што има направено ВМРО, што во оној ден кога отишол да го оценува Груевски во кабинетот, а тоа било така, кога отишол во кабинетот во влада да го оценува, на излегување на вратата доле пред влада, што не му рекле, дојди другарче да ти кажеме тебе. Значи доаѓаме до Ама чекај, полек. Зошто да му каже на Заев некој дојди другарче? Зарем нема оваа институција процедура? Така се владее? Има, но на врата некој да му каже дојди другарче. Сега добро, јас во интерес на времето да не објаснувам како иде процедурата, но тука е премолчено, тука е уште една средба, вака и отидени се работите. Но ке си дојде и него случајот Пуч. Е тако. Вистината за Македонија е преседан. Дај ми уште еден пример со толка обем на прислушкувани разговори во историјата на Европа. Има ли? Нема. А зошто? Зошто се дајани? Ама ако тргнеме така дали постојат, нема објавени. А дали постојат за било која земја, јас сум 100% уверен дека помокните, односно најмокните, не помокните, најмокните земји во светот, тоа се неколку, имаат и тоа слушнавме дека Меркел е преслушувана. Точно. Сега. Ама не се употребуваат против Меркел, затоа што Меркел не краде. Па не Многу едноставно, видиш, паѓа вода. Да, зарно е ова. Ворете, продолжите. Така.
Значи 15 милиони разговори се, не е милион. Еве, Еве, да јас му не знам. дадам на Латас Јас- материјал. 15 милиони разговори се. Јас не знам Вашиот колку- лидер е документиран Јас не знам лопов. колку милиони разговори се, но од това што слушнавме, ние не слушнавме криминал. Слушнавме оговарање, слушнавме Како не слушнавме? рекла казала, слушнавме Како тај нема криминал? Јас не слушнав криминал. за провизија, а збор она провизија што се. знаеме и што имаме признание е дека тие прислушувања се правени во пета управа, од двајца вработени во пета управа Супер. по наредба на Зоран. Зашто не Зоран пуштите Дерушевски. бомба за заед? И има признание судско, човекот еде над година дена добро. веќе лежи затвор. Океј. Тоа е тоа. Зошто не пуштите бомба за заед? Ма нема разговори во Па нема разговори, Заев не е криминалец. Нема разговори ВМРО за кого да пушта. Значи не ги поседува. Тие разговори Каде ги се? има добиено Заев од Верушевски. Ве молам да се вратиме на темата, професоре, при крај сме ќе треба многу кусо уште прво Добро. прашање што ако нема избори, ве молам улогата на меѓународната заедница, ве молам Па, јас као возрастен човек, а впрочем и секогаш сум се спротивставувал да тоа некој друг ни кажува како да се однесуваме, некој друг да ни го уредува нашиот двор. Значи, токму по вина на политичките елити, политичките актери во целокупните овие случувања во Република Македонија, ние можеби треба и да се заблагодариме токму на меѓународната заедница заради тоа што се вмеша во една ваква ситуација, бидејќи ако не се вмешаше, очигледно не ќе знаевме каде ќе ни беше крајот. Прашање ќе беше дали и воопшто и до сега ќе обстоевме како држава. Значи, самите политички актери го проблематизираа суверенитетот на Република Македонија и на тој начин тие, поради својата нечесна игра, поради своите лични интереси, поради своите партиски интереси, дозволија вмешување на меѓународната заедница. И од тому, мене ми е срам кога ќе дојдат, кога ќе ве постојат како мали деца и да ви кажуваат кој закон треба да го промените, која одлука треба да донесете, и сето тоа тие молчат и го извршуваат. Сега во тоа извршување, едниот се прави поерба па се обидува да ги надмудрува, меѓутоа очигледно и на тоа ќе дојде крај. Инаку се согласувам дека целокупното вмешување овде на меѓународната заедница има и една друга причина, тоа е сигурно фактот што најголем дел од членките на овој Западен Балкан или Југоисточна Европа се кандидати во понапредна или во поназадна фаза за влегување за членство во Европската Унија и во НАТО алијансата, и од таму сигурно не можете да влезете во Европа ако претходно не исполните одредени демократски стандарди, принципи и вредности кои што ги негуваат тие асоциации во кои што настојуваат. Тоа е значи вториот дел на кој што сигурно е и вмешувањето на меѓународната заедница, меѓутоа во секој случај досега таа покажа одредена принципиелност. Јас сум малку изненаден. Претпоставувам дека како резултат на нивната разочараност до каде може да оди политичката некултура, до каде може да оди негрижата за сопствените граѓани на Република Македонија со ова обструирање на имплементирање на она што сте го договориле, што сте го дале, каде што сте го дале зборот, каде што се потпишале јавно пред сите и сте се обврзале да го спроведете, претпоставувам постои мала разочарност и од тука тие покажа можеби во овој момент со оние нивни интервјуа, нели, и на Бели и на европскиот представник, европскиот представник, кои што беа малку резервирани кон целокупните овие случувања, меѓутоа сум сигурен дека во позадина вршат притисок на политичките лидери да не доведат до некоја нормална ситуација, за да ја направиме таа некоја си демократска консолидација и конечно да заличиме на едно современо демократско општество, каде што конечно ќе спроведеме демократски, фер, кредибилни и како ви викаат уште и веродостојни избори. Што ќе биде, ќе видиме да не приодицираме. 5 јуни е блиску, ако биде и во септември пак ќе се видиме, ќе имаме за што да зборуваме. Ја ви благодарам што бевте наши гости, ќе се сретнеме сигурно пак. Почитувани гледачи, тоа беше се во ова дебатно издание на емисијата Клик Плюс. Бидете со нас и утре, а сега следуваат вестите на албански јазик, а во 23:15 вестите на македонски јазик. Ви посакувам добра ноќ.